Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници и пријателки и пријатели, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија. Со господин Никовски ќе зборуваме за најактуелните теми, како и на теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. А една од темите е и обраќањето на македонскиот шеф на дипломатијата Тимчо Муцунски од парламентарната асамблеја на Советот на Европа во Страсбург. Токму така, почитувани, со господин Никовски ќе ги анализираме и 100 дена од формирањето на новата влада и отчетот на премиерот Христијан Мицкоски, како и деструктивната политика на опозицијата. Ќе зборуваме за евроинтегративните процеси на Македонија и за стратешките цели, а ќе зборуваме и за владините планови како да дојдеме до реализација на стратешките цели, а тоа е полноправно членство во Европската Унија, но и при тоа да се заштитат интересите на Македонија и македонскиот народ. Ќе зборуваме за можноста Македонија до крајот на оваа година да го отвори првиот кластер. Со господин Никовски ќе зборуваме и за панданот на Европскиот фронт и за изјавите на Алија Ахмети и Зијадин Села, како и повикот до коалицијата вреди да ја напушти владината коалиција, за да му го покажеле местото и црвените линии на Христијан Мицкоски. Ќе зборуваме за одлуката на владата на премиерот Мицкоски да го поддржи планот на германската агенција РСД, кој план ќе донеси 35.000 туристи кои ќе ја посетат Македонија вон туристичката сезона, а кои туристи според проценката на агенцијата ќе вбризгаат 35 до 50 милиони евра во туризмот и хотелиерството. Со господин Никовски ќе зборуваме и за конфликтот помеѓу Иран и Израел кој ескалираше пред неколку дена, но и за можните последици врз безбедноста на Македонија и регионот. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути ќе зборуваме со нашиот гостин, господин Ристо Никовски, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Никовски, ако е така и ако не слушате, да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро утро за Македонија, добра вечер за Австралија, поздрав до сите наши каде и да се ни светот. Се слушаме и јас ви се јавам денеска од Виница, каде сум на гости, така да има промена од местото на јавување. Добре, поздрав до домаќините во Виница, исто така. Да, велат дека Виница има најубав, највисок стандард на живење во смисол на меѓусебно разбирање, кохезија и така натака и така натака. До мало прекрасно градче во овој дел на Македонија. Така, јас многу често сум патувал во Виница, навистина гостопримливи луѓе и впрочем сите луѓе од Источна Македонија се гостопримливи. Македонците во принцип се гостопримливи, некојаш и претерано можеби, али е тоа сепак позитивна карактеристика. Добро ви јутро од мене, господине Никовски, ви благодариме што сте повторно заедно со нас и со вашето учество на Македонски корени не удостоивте нас, но и сите наши гледачи и слушатели. Тоа е моје задоволство и чест за мене. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието на сите. Да се надеваме. И уште едно подсетување само како и секоја сабота, така и денес, доколку има прашања од гледачите и слушателите, а не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екранот и доколку сметате дека на нив треба да им одговорите, можете тоа да го направите. Јас во екранот ми е мал екран моментално и можда не можам да ги видам тие пораки, али може вие да ги прочитате и нема да обавезно одговориме на да сите. Прочитаме доколку има. Ние да почнеме со нашата работа, а за гледачите ќе најдеме време доколку има прашања. Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски за време на неговиот говор во парламентарната асамблеја на Советот на Европа во Страсбург се осврна на билатералниот спор кој Бугарија го има со Македонија. Муцунски го повтори ставот дека моментално се чека Бугарија да добие политичка влада за да може поактивно да се разговара
за проблемот и да се стават аргументите од двете страни на маса. Тој во неговиот говор преку дипломатски речник, не споменувајќи имиња на држави, се осврна на сите прашања кои ја засегаат Македонија. Муцунски ги спомена отстапките на Македонија која ги направи, ги спомена реципроцитетот, непочитувањето на судските одлуки за човекови права и гаранциите во однос на уставните измени, како и тоа дека Македонија го смени името. За време на говорот нагласи дека принципите за кои стои Европската Унија не се применуваат подеднакво и јасно кажа дека Македонија повеќе нема намера да толерира и да дозволува неправди и дека наместо тоа ќе продолжи да се бори за праведно место во Европа. А по завршувањето на говорот одговараше и на прашања поставени од страна на бугарските европредседници. Како вие, како искусен дипломат, го оценувате неговиот говор, но и неговите одговори на прашањата на бугарските пратеници? Дали Муцунски успеа преку неговиот дипломатски речник да ги пренесе неправдите кои се нанесуваат на Македонија и македонскиот народ? А пред да го слушнеме вашиот став, господин Никовски, дозволете поради нашите слушатели и гледачи да го пуштиме дел од обраќањето на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Imagine the disillusionment of a nation that has done everything asked of it, only to be told that the goal is still out of reach. How do you maintain hope when you feel that the very principles that the European Union stands for, solidarity, justice, and unity, are being applied unequally? We have endured profound injustices on this journey. We have navigated name changes, identity debates, and historical disputes, all to meet the demands set before us. And while many will tell us not to regret making these compromises for the sake of peace and progress, we cannot ignore the emotional toll it has taken on our nation. The sense of betrayal runs deep, especially when our sincere efforts to align with European standards are met with further delays and uncertainty. But despite this, we refuse to give in to despair. We will not allow these justices to fuel Euroscepticism or narratives of victimhood. Instead, we will continue to fight for our rightful place in Europe. Let's work to advance the rights of minorities in both countries, understanding the different constitutional systems that we have. You give us examples of what we can do better, but we can also give you examples of what you can do better when it comes to implementing the decisions of the ECHR. Povedете, господин Никовски. Видите, говорот на министерот беше на едно високо дипломатско ниво, содржаен, сите клучни работи со кои се очева нашата држава ги спомна, али јас имам една забелешка генерална дека не смееше да го препушти спомнување директно дека Бугарија не ги спроведува тие 14 пресуди кои преку 10 години веќе траат. Мислам дека Македонија нема потреба да игра во некакви ракавици. Ова што го прави Бугарија во однос на Македонија е надвор од сите принципи, надвор од сите толерантни, да речем, околности и прилики, и Македонија мора да одговори. Ние веќе во неколку прилики во последно време покажавме да така речем заби, меѓу другото која беше посетата на нашата председателка на оперската представа во Софија. Меѓутоа, велам, повикувањето често дека треба да ја чекаме новата бугарска влада, тоа е на еден начин дипломатски исправно, знаете, зашто во меѓувреме моментално во Софија нема со кого да разговарате, тоа е една техничка влада. Меѓутоа, да не се залажуваме, кој да дојде на власт во Софија, некој што денеска е апсолутно непознат тамо и да издикне од нешто непознато што се вика, пак ја спроведува истата политика. Ние се уверивме дека апсолутно единство има меѓу сите политички партии во Бугарија меѓу нас, а имаше една анкета, 83,3% од бугарското население ја поддржува таа политика. И ако
неколку пати сега денови имавме повторно нова декларација на Бугарското собрание, кај што ги повторија сите своји небулози, разбирате. Сега ние не можеме да тактизираме и понатака и да се правиме, Боже, се однесува некој друг. Мислам дека тоа му е пропуст, иначе говорот беше апсолутно на врвно ниво, прашањата и одговорите беа исто така соодветни, тогаш веќе се отворија повеќе картите, меѓутоа Македонија нема никаква причина карти да ги отвори до крај и да јасно стави до знање и каже: ова што го прави Бугарија е неприфатливо, нецивилизацијско и надвор од сите принципи на мигрантната политика. Тоа е кршење на универзалните права, разбирате, денешни услови во 21. век, да вие да не признавате една нација, да не признавате нивни јазик, нивна историја, па извините, тоа е, да не речам, 15. век, не 19. век, 15. век е тоа. И тоа не сме да се толерира. Јас ќе подсетам дека на 10. октомври 2019 година нивното собрание донесе таа нивна позната декларација, разбирате, врз основа на која излезе и бугарскиот меморандум објаснувачки кој беше пратен во целиот свет, разбирате, и еве само ќе ви цитирам неколку работи. Вика: асном во тој, нели така, меморандум, а тоа е дел од, уствари, произлезено од декларацијата, вели: асном, контролиран од комунистите, на 2. август 1944 година објави постоење на посебен македонски јазик. Тоа е безобразлук во најмала рака, разбирате. Мојот дедо, мојот татко зборуваа, кои тогаш беа во возрастни години, зборуваа на македонски јазик, не зборуваа на кинески, разбирате. И таму вели дека архивите сведочат за екзекуција на повеќе од 20.000 луѓе бугари меѓу 44 и 46 година и 100.000 прогонети. Тоа се такви безобразници, идиотизми, ако сакате, кои не држат вода, разбирате. И уште нешто, во таа декларација малку се знае дека имаше дел кој се однесуваше на Бугарија, односно на Албанија, и во него се бараше уствари дека се тврдеше дека и во Бугарија, во Албанија, има бугари и дека бугарската страна е обврзана да го направи тоа. Како резултат на таа декларација, во ноември 2020 година Бугарија не блокираше на патот во Европската унија. Разбирате? Така да нема никаква причина ние да тактизираме. Ние мораме со сите факти и аргументи кои се апсолутно на наша страна да одиме во офанзива. Велам, извореден говор, али сметам дека нема веќе причина да тактизираме и мораме да одиме со отворени карти и директно да кажеме што прават бугарите и Софија во однос на Македонија. Одлична порака, веруваме дека министерот за надворешни работи ќе ја слушнат или ќе му ја пренесат. Премиерот Христијан Мицковски за време на интервју во Само вистина на Канал 5, одговарајќи на прашања поврзани со унгарскиот заем и на прашања поврзани со унгарскиот премиер Виктор Орбан, даде објаснување за обвинувањата од страна на опозицијата дека заемот бил неповолен и дека со тој заем Македонија ќе станела политички зависна. Мицковски рече дека заемот бил со најповолни услови и дека ако било која друга земја членка на Европската унија даде подобри услови, тој како премиер нема никакви проблеми да зема заем од таа земја. Во однос на тоа што водителот на интервјуто рече дека Орбан бил контраверзен и дека бил екскомунициран од Европската народна партија и дека Европската унија се оградува од Виктор Орбан, Мицковски рече дека сето тоа што го наведе новинарот не е точно, додавајќи дека Орбан сам побарал да ја напушти Европската народна партија, поради тоа што Европската народна партија не ги застапува вредностите во кои верува партијата на Орбан, при тоа подвлекувајќи дека Орбан е голем пријател на Македонија и човек кој ги брани македонските интереси. Каков е вашиот став по овие прашања и како ги оценувате изјавите на премиерот Мицковски, дадени за време на тоа интервју, особено изјавата: ние, ако сакаме да одиме напред, мора да научиме да ги почитуваме другите, но да се водиме само од свој интерес. Да ги почитуваме другите,
не значи реализирањето на нашиот интерес треба да е на штета на другите, но наш приоритет мора да биде тоа, рече тој. Интервјуто беше многу добро, многу на убав и разбирлив начин премиерот ги објасни сите наши политики, а ова што се случува околу посетата на Орбан, околу пријателскиот однос кој нагласено го манифестира Унгарија и самиот премиер према Македонија и овие реакции кои најдуваат од наша страна покажуваат дека ние навистина сме едно општество каде се е можно, каде секоја, да не речам, забегана личност може да излезе во јавноста и да кажува што и како е. Имаме еден вистински пријател кој сака да ни помогне, кој се нуди да последува некој начин во однос на Бугарија, кој ни дава еден поволен, крајно поволен кредит и сето тоа на нашите, да не речам што, не им се бедисува. А што сакаат тие? Разбирате? И сето тоа однесување на Орбан во Европската Унија покажува дека доминацијата на неколку земји во Брисел не може да опстане, дека не е реална. Ако правиме една нова Европска Унија, да речам, ако правиме една ново европско единство, не може тамо една-две земји да доминират, како што е сега случајот. Така да, тоа е еден крик, да речем, на тие помали земји кои го барат своето место во Европа и кои сакат на Европа кој ќе биде поприступачна и поправедна каката да сите членки. Тој се обиде да отиде и во Кина, отиде и во Русија, разбирате, тоа се позитивни чекори. Иако, велам, Брисел е во голема мерка зависен од Вашингтон и на надворешен и безбедносен план обично ги спроведува интересите, политиките на Соединените американски држави, меѓутоа крајно е време Европа да се осамостои, крајно време е Европа да почне да зборува и да ги брани своите интереси. Оно што македонските политичари го правеа во последниве 4, 5, 6, 7 години, кога само голтаа кнезни и виткаа рбет, разбирате, тоа истото го прават и овие членките на Европската Унија, помалите членки. Крајно е време тие да покажат дека не се само така бројка која ќе треба да гласа и да ги исполнува нивните задачи. Ќе ви спомнам една мала дигресија, еден дипломат од источноевропските земји, ево ќе кажам дека еден чешки дипломат, во една прилика ми рече, знаете која е разликата меѓу советскиот блок, разбирате, односно нивните асоциации и овие на Европа, со тоа што вели кога беше Варшавскиот пакт, рече, русите сами отидоа во Афганистан и ги решава проблемите. А сега, вика, НАТО, кога стана председник на НАТО, вика, кога треба да оди во Афганистан, било каде сите, вика, мораме да одиме. Вика, тоа е разликата, вика. Така да, велам, незадоволството кај источноевропските земји од третманот кој имаат во Европската Унија е апсолутно реално. Тие се сепак како некоја втора лига или во втората група или во втора класа и тоа на најбав начин го рефлектира Орбан, кој, велам, покажува исклучително пријателство према Македонија, се обидува да ни помогне и финански, ако сакате, и на политички план, а на нашите некакви забегани политичари личности тоа не им одговара и не ми се бендисува. Па до кога ќе работиме спротивно на сопствените интереси, до кога ќе се залагаме да се уништиме меѓу себе, а не да бараме решенија во корист на сите граѓани на оваа наша мала држава. Далека не се освести целиот македонски народ, да си ја сака татковината од срце, а не... Веќе почна тој план и новата власт веќе отвори, врати надеж, ако сакате, меѓу народот. И тој го покажа своето расположение на самите избори, а мислам и да најновите анкети покажуваат дека таа политика има широка поддршка. Господин Никовски, помина нешто повеќе од 100 дена од формирањето на новата влада, период во кој владата донесе неколку одлуки и изгласа неколку закони, а опозицијата преку деструктивни чекори се обидуваше и се уште обидува безпредметно и без аргументи да направи дестабилизација на владата. Премиерот Христијан Мицковски во присуство на целата влада во неговото експозе даде отчетност за овие 100 дена на владење, но говореше и за затишената состојба во сите полиња кога презедува владата. Како вие оценувате досегашната работа на владата и затечената состојба
и тоа одагол на она што гледате вие, како и одагол на излагањето на премиерот Мицковски. Гледате ли разлика во однос на претходната власт и во што е таа разлика? Видите, новата власт покажа и веќе докажа во еден кус период од 100 дена дека е посветена, ангажирана да ги менува тие политики кои не водеа во пропаст последните 6-7 години. Мислам дека хендикеп нејзиње што очекувањата се многу големи и ќе биде многу тешко се задоволат, али мислам дека тие се подготвени и дека имаат капацитет да го пружат она што го очекува народот. А реакциите на опозицијата, слушајте, да не беа жалосни, ке беа смешни, разбирате. Тие обвинуваат за работи кои до вчера тие ги пропасти, разбирате, и сега се прават божем паднале од Марс, па не им е јасно што и каде се случува и дека овој народ е можеби изгубен во свемирот, во вселената, па не разбира ништо. Знаете. Така да експозето кој го направи премиерот со целата влада само ја потврди нивната да речам длабока подготвеност да одат на расчистување на сите тие небулози, на сите тие катастрофи, на сите тие предавства, ако сакате, кои ги направи претходната влада. И мислам дека рековме дека нема да им биде лесно, али мислам дека ќе следат се подобри и подобри резултати, иако во принцип не треба да се заборави дека не само што таа наша опозиција ќе се обидува и поготово албанскиот дел да води во некаква дестабилизација или овие, да речем, глупости, проштавите неизвестни глупости што ги треска главната македонска опозиција, разбирате, моментално. Меѓутоа, велам, нема да биде лесно и покрај нив и ние имаме ситуација која е реална, објективна, дека прво Брисел нема никакви разбирања за нашите аспирации за членство. Деноиве некој објави текст во не знам кој вестник, не беше важно, вели, вика објективно, вика Унијата не ја сака Македонија да влезе во Унија, да биде членка, и во тоа да се разбереме, за жал има доста вистина. Меѓутоа, знаете, топката е во нашиот двор. И ако ние го правиме тоа што го треба да го правиме за себе, ни за Брисел, ни за Вашингтон, ние ќе одиме напред. Значи, улогата на нашата влада, како и во секоја држава, е да го испорача тоа што го, не само што го ветува, него и тоа што е објективно, позитивно и потребно за народот. А тоа, велам, тие државата најдоа во тотален хаос, кој ќе слушате и читате што све се правело за време на претходната власт последните 6-7 години, велам, просто не може да верувате. Секаде злоупотреби, секаде манипулации, потрошени средства, велам, криминал, корупција, до такво ниво, што, велам, тие се зла кои ги има во целиот свет, само кај нас повеќе злото отколку што е она другиот дел од вистината и од животот што го тераме, разбирате. Така да, во суштина, најдоа катастрофална ситуација, нема да биде лесно, веќе постигнаа одредени почетни резултати, нема да биде лесно, али мислам дека имаат и капацитет и подготвеност да одат во права насока и на домашен план и на меѓународен план. Велам, тука нема да им биде лесно, на меѓународен план особено, разбирате, зашто велам, претходната власт има подпишено такви договори што велам, ни најпаметниот човек не може да ги проголта, разбирате, или да од нив излече нешто позитивно. Меѓутоа, чекор по чекор, а мислам дека тоа е политиката на новата власт, ќе почне да се расчистува теренот, ќе почне да отвараат нови насоки, ќе почнат да се отвараат нови можности и мислам дека ќе успеат, затоа што целиот народ стои за нив, или огромен дел од народот, иако велам, нема да биде лесно и од натрешна гледна точка и од надворешна гледна точка. Господине Никовски, како ја оценувате деструктивноста на опозицијата и како гледате и на обвинувањата кои доаѓаат од ДУИ Европскиот фронт, дека вреди коалициониот партнер на владата ја оддалечуваат државата се подалеку од Европската Унија и ја приближуваат кон стратешко партнерство и финансиска зависност од Кина и од Русија? Видите, тоа се обвинување да се
таква глупост, ако сакате, не е тоа дипломатски збор, али полесен израз не може да се искористи. Вие да излезе новиот лидер на социјалдемократите и да зборува дека оваа држава не доведе во цајтнот и во ќорсо, како на патот код Брисел, тоа е надвор од умот, разбирате. Тие потпишаа такви договори со кои Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија. Теоретска шанса нема, разбирате. И сега тие држат лекции. Па мислам, велам, да бевме ние сите неписмени и слепи и глуви, па не може да не лажат, разбирате. Така да, али тоа е нашата ситуација. Секоја, за жал, секоја опозиција или најчесто опозициите наши сметаат дека треба да ја рушат владата, да е требала владата да не успее на никој план за тие да дојдат на власт. А кај е заедничкиот интерес? Не постои, разбирате. Така да, велам, сите тие небулози, сите тие хендикепи, ако сакате за нас како народ и како држава, мора да се надминат и решението е во реформи, длабоки реформи на општеството, кои се и наш интерес. Тоа го налага Европа, да диктира Европа, меѓутоа интересот е наш. И ако ние на таа линија не успееме, разбирате, све ќе биде џаве. Јас мислам дека шансите се доста големи да успееме, али да не си во чевлите или во кожата на новата власт, бидејќи тоа е скоро невозможна мисија, али нема безизлезни ситуации, има само такви луѓе се чувствуваат, а излез од секоја ситуација има и поготово во наша моментална во оваа криза, во овој тесен ќорсок, сепак има излез. И мислам дека оваа сегашна власт е на пат да го најде. Премиерот Мицковски на пресконференцијата по повод 100 дена од формирањето на новата влада говореше и за евроинтегративниот пат на Македонија и на темата поврзана со одвојувањето на Македонија од Албанија во интегративните процеси и обидот на опозицијата вината да ја префрли кон оваа влада. Како го оценувате овој дел од неговото обраќање, особено пораките до македонската јавност, дека оваа влада нема да направи ништо спротивно на интересите на граѓаните и ништо спротивно на националните интереси и стратешки правци, но и тоа дека нема никогаш да направи ниту една отстапка која што ќе значи дополнително понижување и срам за македонските граѓани? Тие негови зборови ја отвараат нова надеж кај нашето население. Прво, Албанија не е сега одвоена од Македонија на патот кон Европската унија, туку тоа беше направено на 19 јули 2022 година, кога на првата меѓувладина конференција меѓу Македонија, Албанија и Европската унија, Албанија доби зелено светло, за Македонија беше поставен ултиматум. Или ќе смените уставот, изваден од чисто од ракав, разбирате. Ниеден договор нема што таква обврска да се наметнува, меѓутоа има протокол кој веројатно подоцна ќе го малце пошироко објасниме, кој не стави во крајно неповолна ситуација, разбирате. Тој протокол втори е предавство на македонските интереси и мислам дека во таа ситуација, ако ние не преземе радикални чекори за излез од ќорсокот во кој се наоѓаме, ќе биде многу тешко да се најде правиот пат. Значи, Албанија беше издвоена пред 2 години, пред 2 и нешто години, сега само тоа се реализира и да не забораваме дека предходно Албанија беше ставена во тандем со Македонија намерно од Европската унија и од нивниот партнер преку океанот, за да Албанија се излече од една, да речем, апсолутно неповолна позиција. Значи, и таа имаше цел да во пакет со Македонија го спречи македонскиот напредок ние. И тогаш и сега сме макар 2 чекори напред понапред од Албанија во сите тие реформи кои ги бара Европската унија. Значи тогаш ни ја приклучија, ни ја ставија во тандем за да нас не задржат, а сега е трнаа настрана за нас пак да не останат позади. Тоа е таа политика која води Брисел и велам, текст еден убав од еден познат аналитичар нас вели,
Ама тие вика нас не сакат, вика ни да не се залажуваме. Така да во тоа има голема вистина. Меѓутоа, наше да се бориме, да ги докажуваме нашите права, како и беше говорот на нашиот министер за внешни работи овој пат на парламентарното собрание на Советот на Европа, да тропаме на маса, и самиот премиер кажа дека кога бил во Брисел, нели неодамна беше во Брисел на сериозни разговори, му рекле тамошните дека претходната власт не ги исполнила ветувањата. Тие дадоа ветување ќе оменуваат уставот, а нити има, нити може да имат две третини од пратениците во собранието. Тие мисле како претходниот пат со договорот од Нивици дека ќе донесат од затвор и ќе изманипулираат, ќе направат криминал, тежок политички криминал, за да некако нели така изгласаат двотретинско мнозинство. Овој пат не успеева. И грешката и вината е нивна, знаете, народ убаво рекол, ако една будалетинка растура секаде, разбирате, и прави ѓубре, 100 души не може да исчистат. Претходната власт токму тоа го направи. Ова се што се соочуваме сега е резултат на тие погрешни, длабоко погрешни, капитулантски и предавнички политики на претходната власт. Меѓутоа, велам, борбата излез секојаш има во наши раце, тој мора да биде радикален, нема да им биде лесно на власта, бидејќи сите ќе скокнат од надвор дека не треба да се оди на некакви промени радикални, али друг излез нема. Господин Никовски, можно ли овие стратешки цели за кои зборува премиерот Мицковски паралелно да се одвиваат и да се реализираат, и дали верувате дека до тоа ќе дојде? Апсолутно сум убеден. Знаете, и јас не сум верник, али секоја сум велел Господ има, разбирате. И се гледаат сите тие неправди, сите тие злоупотреби, сите тие манипулации, сите тие девијации што се случуваат, разбирате. И сите западњаци се свесни. Сите се во Брисел свесни дека према Македонија се што е направено сега било апсолутно погрешно, апсолутно непринципиелно, апсолутно надвор од критериумите, надвор од вредностите на самата Унија, разбирате. Меѓутоа, вината е пак наша. Ако некој ве третира како да сте ненормален, разбирате, како што се забега на вие, не тропате на маска, чекајте, не е тоа точно, така ќе ве третираат. Така не третираат до сега. И затоа ставовите кои ги изјавува, кои ги валоризира, кои ги промовира сегашниот премиер, се апсолутно една нова политика, една нова Македонија, која мора и Брисел и Вашингтон, кои ќе мора да ја прифатат. Знаете, ако молчиш, сите ќе те газат. Ако викнеш, ако тропнеш на маса, секој ќе се запраша, чекај, што правиме, разбирате. Значи, топката е во нашиот двор и мислам дека нема да им биде лесно, али мора да биде свесни дека чекорите ќе мора да бидат радикални. Друг излез од даденава ситуација нема. Господине Никовски, како гледате на радувањата од страна на Бугарија за она што Македонија ја оделија од Албанија во евроинтеграцијските процеси? Ма тоа е нивниот успех. Тука нема никаква дилема, разбирате. Тоа за што тие се залагаат, еве сега се покажува. Јас ќе прочитам преска, ви прочитав малку тој меморандум нивни и ќе прочитам уште еден дел во кој вели баш околу тоа вели. Затоа вели, значи во меморандумот кој беше дистрибуиран во цел свет и кој е дел од декларацијата на собранието. Знаете, кај нив ние имаме во собранието декларација за односите со Бугарија, Европска унија, кој никој не ја почитува. Во Бугарија е сериозна држава. Декларацијата која усвоила на 10. октомври 19 година обврзува и дека таа не се промени, нема да има никаква политика, промена во бугарската политика. А политичките сили во собранието нивно сите се на истата линија. Кој ќе го менува тоа? Свети Петар? Нема ни тој таква можност. Еве ќе прочита вели: строгата, целосна и неповратна примена на буквата и духот, значи има и дух, разбирате, на договорот за непријателство, според мене, ќе остане предуслов за било каков напредок во процесот на пристапување на земјата во ЕУ. Значи, ќе остане предуслов за било каков напредок. Разбирате? Тоа е обврска бугарска политичка и која влада да дојде, ви тврдам тоа и тоа. Сите веќе го знаат, ќе истата политика ќе продолжи. Затоа велам. Али нашите се добро настапуваат,
сакат чекор по чекор да стават до знање дека ние не сме некои забегани, не сме некои екстремисти, него го бараме тоа што ни припаѓа. И затоа треба чекор по чекор, разбирате. И таа политика ќе дојде нова влада, чекаме нова влада, и ако се свесни нашите, фала Богу дека и новата влада ќе биде иста, али има нова влада и тогаш ќе се обиде, ќе се набара начин да се променат овие сегашни ситуации, и ако не успее тоа, а 99% нема да успее, тогаш ќе се бараат тие радикални решенија кои мислам дека подоцна ќе ги објасним малце подетално. Кај кого треба да се бара вината за заглавениот европски пат преку одвојувањето на Македонија од Албанија, како што обвинуваат од СДСМ? Дали и како ќе се одрази ово одделување, ако се има предвид дека и претходно беа раздвоени, но претходната власт успеа да не стави во ист кош со Албанија, иако Македонија беше и се уште е многу понапред од Албанија во исполнувањето на критериумите? Дали преку економска трансформација на државата и владењето на правото и правдата, повторно ќе претркаме Албанија, но и другите земји од соседството, и пред сите нив ќе постанеме дел од европското семејство во иднина? Тоа е неизбежно, разбирате. Вината за ова дереđе во кое се наоѓаме е 100%, 1000%, ако сакате, на претходното раководство. Тие прифаќаа све што ќе им понудеа. Слушајте, прво да ја спомнеме кога почна тие проблеми пред францускиот предлог да се, така наречен предлог да биде прифатен, кој е катастрофален за Македонија, уништувачки, фашистички на некој начин. Нашите дадоа изјава дека македонскиот јазик е кодифициран во 44-45 година. Знаете што значи тоа? Дека претходно немаше. А подпиша идиотите наши и во 99 година Љубчо Ѓоргиевски, разбирате, и Зоран Заев во 2017 година подпиша дека нашиот јазик е според уставот. А од кога има Македонија устав? Од 45 година. Значи, нашите, да не речам што, разбирате, прифатија, подпиша дека македонски јазик немало пред 45 година. И што сакате повеќе? Значи, ние треба да вадиме костени сега од огонот, кои некои недоветни, некои забегани, некои неодговорни, и да не користам други епитети, не доведува во тоа дереđe. И на крај ќе мора да се вадат тие костени, ако сакаме да додиме напред како држава. Бидејќи Бугарија, ви тврдам, тоа веќе и нашите го знаат апсолутно, никогаш нема да ја промени својата политика. Кога беше, не знам дали сега ќе го најдам тука, али кога беше Пендаровски во посета на Софија, пардон, на Атина, тамошната председателка му рече, вели, ви гарантирам, рече, дека 50 години од сега бугарската политика во Македонија нема се промени. А да се разбереме, таа координација против Македонија меѓу Софија и Атина е апсолутно неспорна. Тие дели е, да речем, официјална, дели е неофицијална, тие се разбираат без да се чујат и да разминат мислења, бидејќи интересите им се единствени. И едните и другите не признаат дека ние постоиме како народ, иако за грците тие признаат дека сме друга нација, само не сме македонци, а за бугарите ние сме бугари. Така да бугарската позиција во целина е пострашна од грчката. Иако договорот од Нивици е многу пострашен од договорот со Бугарија за непријателство. Унгарскиот премиер Виктор Орбан за време на посетата на Македонија изјави дека има план како да се надмине спорот помеѓу Бугарија и Македонија и се понуди да посредува со цел да се надминат недоразбирањата, но експресно беше одбиен од бугарска страна. Од она што го изјави Мицковски, планот на Орбан бил на иста линија со оној на владата на Мицковски за одложено дејство. Како гледате на обидот на Орбан да посредува, како и на експресното одбивање од бугарската страна? Видите, во принцип и во целина, тој предлог е малце преуранет. Знаете, во даденава ситуација, тоа итно, да речам, инстантно одбивање од Софија е нормално и очекувано.
тие и Брисел добија написмено со потпис од нашите недоквакани претходни владетели, разбирате, и тој израз не е многу тежок во целина, напротив, одговара на ситуацијата, тие прифатија работи кои се надвор од умот. Зошто сега во даденава ситуација, без наши радикални промени, на една усмена молба, никој не реагира, разбирате? Зашто тие би се откажале од пленот кој го добија? Тие добија плен. Им кажа дека ќе извршиме уставни измени, а тие уставни измени не ги бара случајно Бугарија. Тие се тројански бугарски коњ во нашиот устав. Дури Клаус, сега ќе ја прочитам, Гералд Кнаус, еден познат аналитичар од Виена, има кажано, вели, значи ќе влезе, ќе направите измени во уставот, ќе влезат бугарите, а Бугарија не мисли на тие 3504 бугари кои беа регистрирани во уставот, во пописот, пардон, туку мисли на оние 120 кои имаат бугарски пасоши и кои се апсолутно македонци, али за нив се бугари. Што е потполно безвездно, разбирате, без никаква основа, меѓутоа Радев неколку пати го кажа тоа. Еве што вели, значи, Гералд Кнаус, значи еден странец кој е познавач на Балканот и ги следи сите работи многу детално, и тој вели, тогаш Бугарија ќе каже, сега кога имате 30% бугари, потребни се бугарски јазик во училиштата, бугарски книги по историја, и понатака бугарски министри и така натака. Велам, значи, Бугарија не го справи тој ултиматум туку така, за да, нели, добијат некакво признание. А нашиве, велам, јас за тоа нема објаснување, иако се обидам да дам квалификација, мора да биде нешто страшно и ќе го избегнам тој израз. Од опозицијава сегашна, претходната уништувачка власт за македонизмот, тие тврдат дека со внесувањето на бугарите во македонскиот устав, ние ќе сме докажале дека сме два народа. Па тоа треба да си незабеган. Ајде да не почнам со епитети, разбирате. Тоа би било доказ, ако бугарите ги примаат, стават македонците во бугарскиот устав, ќе докажат дека сме два народа. Тие никогаш немаат два народа. Вика, народите на двете земји нема два народа. Значи, народите се, значи, бугарски. Значи, тие се обидуваат да го докажат недокажливото, невозможното, дека ние, ако ги ставиме бугарите во уставот, ќе сме ние докаже, па ние не треба да докажеме, ние не ги негираме бугарите. А да не забораваме дека бугарите велат дека нема македонци. Значи, ако има бугари во нашиот устав, значи сите сме бугари. И еден ден, као што и Клаус вели, ќе бараат све да како што имаат, ако се тие 30%, по тоа изгледа, ако има 120.000 пасоши, значи земено од наши граѓани бугарски пасоши, ако во секој од тие семејства имаше по 2 члена, тоа се 360.000. Или преку 400.000 во целина, разбирате. Значи, со таква цифра располага и Мафта Софија, и тоа се, значи, малце помалку од албанците во држава, ќе барат све што имат албанци. И тоа веќе македонци нема да има, а да не зборуваме за унитарен карактер на државата. Така да, тоа е политика долгорочна, не е случајна. И затоа сите тие отстапки и тие будалштини кои ги тресат овие, да речам, идиоти, разбирате, дека со тоа ќе докажеме дека сме два народа, тоа е навистина толкава лудост, толкава и безобразно по некој случај. Аз не верувам дека тие луѓе не го разбираат тоа. Сакат да не прават насите недоветни, да не лажат. Со внесувањето на бугарите, на бугарскиот тројански кој е во нашиот устав, ние само прифаќаме да државата се руши однатре, да се бугаризираат македонците и на крај да ова држава биде албанско-бугарска некаква федерација.
Господин Никовски, уште малку околу ова. Дали одбивањето е како резултат на предизборен маркетинг или долгорочен нивен став? Вие мислам дека рековте дека е бугарски долгорочен став и дали до крајот на оваа година може да се случи сепак Македонија да го отвори барем првиот кластер, имајќи предвид дека Унгарија председава со ЕУ? Нема теоретска можност. Нема теоретска можност. Факт е дека и уверен сум дека Орбан и Унгарија ќе направат се во таа насока да ни помогнат, меѓутоа да се разбереме. Она што на почетокот да зборувавме, во Европската Унија доминираат прво Франција и Германија, и то доминираат онака во најдиректен смисол на зборот. Тука блиско до нив се некаде Италија, Холандија и тука некаде завршува. Порано беше Британија, разбирате, и затоа има и некаква логика, затоа што сега ќе прочитам. Во Европската Унија има 27 членки. Од нив 9 се нето контрибутори во буџетот на Унијата, а 18 се нето корисници. Најголем контрибутор е Германија со 25,5 милиарди евра, втора е Франција со 12,3, трета е Холандија со 6,9, следува Италија со 3,3, Шведска и така натака и така натака. Значи се 9. Ирска, Финска, Австрија, Данска, Шведска, Италија, Холандија, Франција и Германија. 9 земји. Сите други 18, од Малта па до кого сакате, се нето корисници. Најголем корисник и то неверојатно повеќе од сите други е Полска. Полска годишно добива 11,9, 12 милиарди евра годишно нето прилив од Европската Унија. Втора е Грција со 4,2 милиарди, трета е Унгарија со 4,2 милиарди, нешто помалце, ова е 4,27 е Грција, 400,2 и Романија е трета со 4 милиарди евра. Бугарија има 1,7 милиони евра годишен ќар, нето ќар од Унијата, разбирате. И тука е и Словенија со 1,400, и Шпанија дури има доста, интересно е Португалија има многу, Белгија дури има приходи, али велам, тоа се интереси. И во таква констелација, разбирате, кога кој сега би примил нов член од така наречениот од нашиот Балкан, овие 6 кандидати, разбирате, кога тие пари што ги дадат овие 18 земји, ќе треба да ги поделат со таа земја. Украина никогаш нема да ја примат, исто како и Турција, разбирате. Така да се наоѓаме во една ситуација која има апсолутно јасни контури, дека проширувањето на Унијата веќе веројатно никогаш нема да се случи, или евентуално ќе ја примат Црна Гора, колку да не ги залажат нас очите, да не ги затворат очите, разбирате, и ретко кој друг. Затоа е формирана и така наречена втора лига, каде што е главна основна структура е Европската политичка заедница, која веќе имаше 4 состаноци и во која членуваат сите членки на Унијата и сите кандидати од прилike све заедно 40 земји. Тоа е форумот во кој Македонија ќе може да еден ден дојде, али во секој случај ќе има отварање на преговорите и ќе преговарат, како што рекоа, почнуваат сега со Албанија и ние треба да направиме се да дојдеме до таков стадиум. Господин Никовски, сега сам излезе своја анализа за отчетот на примерот Христијан Мицкоски и работата на оваа влада во првите 100 дена и испрати многу критики, велејќи дека оваа влада била најлошата влада досега и дека ВМРО ДПМН е виновна за тоа што се прекинати преговорите со Европската Унија. Како гледате на ваквите критики и обвинувања, особено што преговорите никогаш не беа ни започнати, и како ги оценувате обвинувањата дека Мицкоски заради негови бизнис интереси, како и интересите на неговите соработници, намерно не го направил последниот чекор и да го прифати она што го замеша СДСМ и ДУИ? Има ли кредибилитет СДСМ да критикува и да носи оценки за работата и отчетноста на оваа влада, особено што се уште од СДСМ го немаат завршено нивниот отчетен конгрес за катастрофалните резултати за време на изборите? Сето тоа се безмислици, чисти безмислици, кои не им служат на чест на тие луѓе и на самата партија. Знаете, јас не сум ВМРО-вец,
Јас сум левичар, цел живот сум бил левичар. И сега ќе ви кажам со најцелосна собствена одговорност дека оваа социјалдемократска партија, која нанесе неверојатни штети на наша држава и нашиот народ во последните 6-7 години, треба да згасне како таква и треба се формулира, да издика некоја нова партија, дали тоа ќе биде знам или некое друго, тоа веќе е друго прашање, велам. Таа партија, после се што има направено на оваа држава во последните 6-7 години, има уништено перспективите на овој народ. Не имаат понижено и посрамено за веки веков, ако сакате, разбирате. И во дадената ситуација, најдобро решение било таа партија да згасне, затоа што, велам, јас не можам да ги разбирам членовите на таа партија. Еден голем дел од нив се уште се дел од таа партија, не се повлекуваат и не се срамат. Нормален човек, после се што направија тие за оваа држава и за овој народ, секој треба се срами и секој треба да се повлече од партијата и да каже во вакво нешто јас не сакам да членувам. Велам, како што му се случи на Пасок во Грција, треба истата судбина да живее Социјалдемократскиот сојуз, а нека се ваја. Велам, јас сум левичар. Јас ако припаѓам на некоја партија, би припаѓал на Социјалдемократскиот сојуз, разбирате, или на социјалистите, или на некој од тоа лево крило. Али велам, со најлична и најдлабока лична одговорност го тврдам тоа. Таа партија треба да нанесне на политичката сцена. Штетите кои направи се големи и немаат никакво право да критикуваат и да кажат дека немало полоши 100 дена, па тоа е будалштина, разбирате, во основата. Господине Никовски, пред да преминеме на наредното прашање од наш гледач, господинот Николовски, прашува дали го делите неговото мислење дека социјалдемократите преку интегративците сакаат да предизвикаат меѓуетнички тензии во Република Македонија? Па мислам дека толку далеку не одат, али дека Дуи е спремен да доди на дестабилизација. Таа ќе биде во секој случај контролирана строго, бидејќи тоа не им одговара на мигрантните фактори, на нивните странски ментори не им одговара, али велам, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз не паѓа толку ниско и не може да... Сепак се тоа македонци, разбирате, кои не може да додат во една таква крајност. Премиерот Мицковски, говорејќи за правосудството, велодени дека до завршувањето на дадениот рок 30 септември до владата не пристигнал ниту еден предлог од оние кои обвинуваат дека преку најавената реформа во судството ќе се направи чистка и ќе се изврши политизација и партизација на правосудството. Мицковски најави дека од 1 октомври ќе започне да го развива владиниот систем и методологијата со што ќе започнат реформите во македонскиот правосуден систем. Како го оценувате тоа што од правосудството и обвинителството не понудија предлози и како ја оценувате изјавата на официјално започнувањето на реформите во правосудството и обвинителството? Видите, во ситуација кога нивната поддршка, рейтинг во народот е 2%, значи тоа е помалку од она нормална грешка на анкетите која е 3%, значи не постои поддршка. Вие да обстојувате и да не преземате ништо, а тоа би било најодговорно да се преда сите тие што се таму и во едното и во другиот орган да се поднесат оставки. Ако народот не ти верува, ако смета дека ти де факто не постоиш, па не можеш ти сега да мафташ и да тврдиш дека си главен, дека си носител на некаква власт, разбирате. Така да мислам дека власта ќе мора да преземе радикални чекори. Тие најавија нели така во кампањата, во предизборието дека ќе ги укинат, ќе ги разрешат сите членови на овие два форума. Меѓутоа странците скокна домашни експерти, да тоа не е законски, не може да се мешаат во третата власт и тоа веројатно е така. Меѓутоа по право и власта сме дај предложете, дај кажете што да правиме. Ризлес мора да се бара.
И да ви кажам искрено, јас сум легалист во принцип и сметам дека не треба се прави ништо што не е легално. Меѓутоа, во дадената ситуација, кога ви имате одговорноста во државата пред народот, разбирате, и одговорноста пред иднината, и такви чекори јас би оправдан. Тоа што не функционира, треба се расчисти. Ама немало уставна, немало вамо тамо. Не функционира, штети на државата, па не може да се толерира, ако го толерираш тоа, и ти си дел од тој криминал, разбирате, и од таа злоупотреба, и од таа нефункционалност. Така да, мислам дека ќе мора да се преземат радикални мерки и мислам дека наскоро и ќе дојде до тоа. Како гледате на тоа што Брисел, наводно, барем за сега, не го прифаќа цврстиот предлог на премиерот Христијан Мицкоски, а и целата влада за одложено дејство на промената на Уставот? Дали цврстиот став на оваа влада пред се на премиерот Мицкоски ќе вроди плод и ќе ги натера бюрократите од Брисел да и наложат на Бугарија да седне на заедничка маса со Македонија и да го постигнат компромисот кој го нуди Мицкоски и неговата влада? Зошто се да самоидуи и бугарските власти ваквата ситуација со наводното неприфаќање на предлогот за одложено дејство се обидува да го прикажат како демек тоа е тоа, земи или остави? Видите, мислам дека е сосема јасно дека тој предлог нема да помине. Прво и прво, Бугарија никогаш нема да го прифати. И нема зашто да го прифати. Претходната власт потпишала дека ќе направи уставни промени. И не го исполнила тоа. Апсолутно е во право новата власт дека такво нешто не сме да се направи. Пред малку објаснувавме дека тоа е внесување тројански коњ во нашиот устав и прифаќање да оваа држава биде уништена, нагризена и фрлена на ѓубриште од внатре. Мислам, оваа држава како држава на македонскиот народ. Значи, ниту Брисел, ниту Софија нема тамера да го прифатат тоа. Затоа, изгледот мора се бара на радикален начин. Тоа е претходно го нагласивме. А знаете, прво и прво, Мицкоски апсолутно во право. Во договорот за непријателство нема обврска да се менува уставот. Во договорот за непријателство, историската комисија, која е катастрофална грешка што е такво нешто прифатено, меѓутоа таа комисија нема улога на, да речам, носител, односно фактор кој ќе решава за нашето членство во Унијата. Таа историска комисија во преговарачката рамка, тој така наречен француски предлог, разбирате, што е де факто договор меѓу Ковачевски и Петков на премиерите, таа, разбирате, историска комисија, значи, е ставена во преговарачката рамка во таква функција што ќе нема да овозможи наше членство, што историјата ќе биде клучен фактор, разбирате. Резултатите од таа комисија ќе бидат единствен, да речам, семафор за наше напредување пред Европската Унија. И што мислите? Бугарија било кога ќе дозволи во таа комисија да се договори нешто што ќе биде во наш интерес? Нема теоретска шанса. Сошто си таа комисија веќе не функционира. Последниве 2 години не функционира. Сега е направена промена од тие претходните што све голта, разбирате, и прифаќа работи кои се неприфатливи, сваѓате. Така да сега имаме нова комисија која многу тешко ќе ги прифаќа бугарските ултиматуми кои велат тоа е кај нив политика. Нема кај нив историја. Тие го диктира историјата, политиката ги диктира историјата која ние мораме да прифатиме. А тие, како што ги прочитав преска, велат дека историјата е заедничка, од 45-та до 45-та година ние не сме постоиле и сега сме ние, така креација на Тито, на Коминтерната и слично нешто. Така да, тоа е реалната ситуација и Македонија, ако сака да излезе од Ќорсокакот, ќе мора да го откаже тој протокол. Што поскоро се направи тоа подобро. И тоа ќе крене врева, али договорот не треба сега да се фаќа, да се допира, затоа што велам, во договорот ги нема тие клучни работи кои сега не тероризираат там, разбирате. Тие се во вториот протокол потпишан на 17 јули 22 година од Бујар Османи. Кога го читате тој протокол, разбирате, нормален човек, кажам тоа најодговорно, такво нешто не би потпишал.
А тој Бојар Османи што го потпиша да беше за Албанија тоа. Јас ви тврдам дека прекет скокнеше во вода отколку да го потпише тој договор. Меѓутоа, знаете како е, 100 стапа по туѓи грб не Не болат. болат. Така да, велам, значи излезот од овој ќорсок кој се наоѓаме само откажување на вториот протокол кој има, јас по моје длабоко убедување Македонија ќе мора на крај да дојде до тој заклучок, а што повеќе го направи тоа подобро, бидејќи на тој начин паѓа во вода и преговарачката рамка која велам, со таа преговарачка рамка Македонија никош нема да влезе во Унијата. Тоа би го тврдам како дипломат кој има некој такво искуство. И второ, разбирате, нема паѓа ултиматума за промена на уставот. Значи, преговарачката рамка паѓа, паѓа овој ултиматум за уставот. Тие две клучни работи на кои сега не сечат. А велам, значи нема потреба да ние преговараме со 27 членки со Брисел за промена на уставна на преговарачката рамка. Таа преговарачка рамка е надвор од умот. Таа нема ништо заедничко со Европската унија. Разбирате? Тоа ќе ви кажам, тука ми се чини имам еден текст за уставот. Да, еве го. Во уставот на Европската унија пишува: горди на собствените национални идентитети и историја. Значи, националните и историја. Народите на Европа се одлучни да ги надминат поделбите од минатото и обединети повеќе од кога и да е да градат заедничка судбина. А во преговарачката рамка од нас бараат да го смениме идентитетот, да се побогарчиме, разбирате, и да историјата именуваме, разбирате. Не, здрава работа. Значи, нашиот се со овој цитат треба да тропнат на маса и кажете, извините, што правите ви? Имате вие некои принципи, имате вие некои правила, некои закони, ако сакате, ова е нивниот устав де факт. Значи, што правите со Македонија? Велам, мора да се оди радикални промени и Македонија друг излез нема. Ако ние не, за на тој начин ние ќе присилиме да ја промена својата политика према Македонија. Ако не ги присилиме, зашто би ја менувале? А нашите подпишале. Пред некој ден излезе и првата спроведена анкета по поминатите 100 дена владење на оваа влада. Анкетата покажува дека 45% доверба за владата на ВМРО ДПМН наспроти 11% за СДСМ. Како го оценувате ова и што кажуваат овие бројки на власта, но и на опозицијата? Тоа потврдува дека се појави надежка и народот, очекувањата ќе повторам се големи и нема да бидат лесно се задоволат, али, знаете, кој ќе се отвори едно мало пенџерче на светло на крајот од тунелот, веќе е полесно. Мислам дека тоа е веќе постигнато, али главното предстои. Велам, се гледа дека владата работи интензивно, дека е посветена на промени и на вадење од калта во која бевме доведени и мислам дека не очекуваат подобри денови. ДУИ и Европскиот фронт секојдневно во изминатите 100 дена реагираа дека тие треба да бидале дел од владата, а не влем. Пред некој ден, кога владата даваше отчет за изминатите 100 дена, од ДУИ и коалицијата Европски фронт има организирано пандан под наслов 100 дена скандали. Лидерот од Европскиот фронт Али Ахмети и Зијадин Села од говорницата порачаа дека не сакаат да бидат дел од владата, дури и да ги молат. Ахмети порача дека тие не биле резервна гума. Како го оценувате ваквиот пресврт, особено изјавата на Ахмети дека албанците биле субјект, а не објект, и онаа изјава која вели нека не се играат мајтап со големи работи, бидејќи се загрозува законот за азици. Не отварај стари рани, брате, зашто нема да излезе на добро работата, додаде Ахмети. Како го оценувате и написот, дали сте подготвени, кој пред некој ден се појави на социјалните мрежи? Ви наликува ли ова на закана за сериозна дестабилизација со подгревање на меѓуетнички тензии од страна на ДУИ Европскиот фронт, или пак ова е само еден вид на дефокус? Не, тоа е директна закана, сериозна закана и велам, тие, како што сами рековте, прво тврдеа дека мора да биде дел од владата, се вика дека не сакаат, вида дека тоа првото им пропадна, им падна во вода, разбирате. Меѓутоа, знаете, не заборавајте дека е тоа политичка сила која сина од планините. Тие се носители на
војната на де факто агресијата од Косово 2001 година, од тамо доаѓа, првите 5 соопштенија им се за територијални, за ослободување на албанските територии во Македонија. И што мислите вие, тие луѓе кои настапуваа со тие 5 први соопштенија ја промениле својата цел и својата задача? Не, само ја промениле тактиката, разбирате. И да се разбереме, албанските голем дел, еве да не ги ставаме сите во исти кош, голем дел од албанските политички лидери во земјава отворено речи работаат на голема Албанија. Па некоја дека Кичево бил плен на војната од 2001 година, бил воен плен, разбирате. Што значи тоа? Ставаат знамења во зајаси некаде на 40 метри јарболи. Противно на уставот. Јарбол од знамето одначува територија. Затоа на секоја држава кога ќе дојдете на влезот има знаме. Тоа е територијата на таа држава, разбирате. Значи, велам, тие водат своји политики. Џафери, која беше подпредседател на владата, уште пред 10 години, во прва некоја конференција, прво во Америка, спонсорирана од американците, значи веројатно и со нив договор, рече дека иднината на Македонија е во федерација. Подпредседател на влада беше тогаш. Подпредседател на влада со таква политика, со такви ставови, се менува истиот ден. Меѓутоа се гледаше низ прсти. Тој истиот Џафери, како подпредседател на влада, сакаше да организира конгрес на албанските градоначалници од Грција, од Албанија, Македонија, Јужна Србија и Црна Гора. Разбирате? На македонски трошок. И знаете, тоа некако се заташка, се прикри, он јавно изјавуваше дека сака таа да прави. На македонски трошок да ги собира албанските така. Велам, таа албанизација на Македонија е процес кој трае цело време. Цело време, разбирате. И сега некој кога се зборуваше за, нели така, околу најновите промени кои се спремат на тој план околу јазикот и околу принцип и така натака, дека некој рече, слушајте, свеќе тоа ќе ви пропадне, вика, бидејќи албанците се упорни, вика, и ја терат по своето и успеваат на крајот, разбирате. Така да, и она што сега бара да биде, нели така, консензуален председател, вика, све ќе успеат, вика, не се кирете. Вие ќе им попуштите во прва или втора прилика, вика, и тие терат по свое. Значи, крајно време со албанците да се седне на маса и да се договори. Доге, ова е македонска држава, овде македонците се мнозинство, вие ги имате сите права и треба да имате секакви права, меѓутоа, унитарниот карактер на државата, кој е сериозно загрезен, македонскиот јазик како главен обединувачки фактор во земјата не може да биде доведен во прашање. Затоа што со законот за албанскиот јазик ние де факто федерализиравме државата, разбирате. И сега преиспитувањето кој ќе го прави и уставниот суд, разбирате, и околу балансерот и сето тоа се позитивни чекори, многу задоцнети, знаете, многу задоцнети, али никогаш не е доцнат. Затоа што ако тие веќе се затвараат во гето намерно за да утре се чее, па не можеме ги себе да комуницираме. Разбирате, ако албанскиот јазик е равноправен на македонскиот, ќе дојде албанец во било која институција, шефот нека биде македонец, албанецот ќе сака да зборува на албански јазик и ќе има право по овој закон што го донесува. И како ќе се разбере? Тоа значи државата автоматски станува нефункционална, полоша од Босна и Герцеговина и мора да се бара решение, а тоа решение ќе биде само на штета на македонскиот народ. Значи, новата власт мора да им каже, например, и да им објасни на албанците, дека внесувањето на бугарите во уставот е на штета, на несогледива штета и на катастрофална штета на македонскиот народ, и тоа не може да дојде во предвид. И да тоа да го прифатат. Разбирате? И воспротивно, нивната политика која инсистираат на промени уставот е против македонскиот народ. И тогаш нема коалиција. Разбирате? Али логата наша е да го тоа објасниме, да го тоа ставиме на пиедестал и да тоа биде нешто што сите во оваа држава ќе могат да го прифатат. А ние тоа не го правиме. И тоа е наша грешка. Така. Зијадин Села за време на панданот ги повика од вреди да ја напуштат владата и да им се придружат во Европскиот фронт со цел, како што рече Села, да го одсмислиме нашиот фронт и да му го покажеме местото на Христијан Мицковски.
ќе му ги покажеме црвените линии, до каде има право да постапува со овој народ, рече Села. Како ги оценувате ваквите изјави и повици и дали се последица на изјавите на Мицковски дека не се плаши од закани или пак на тоа што дури сега сватија дека ДУИ и Европскиот фронт ја изгубија поддршката од нивните подржувачи или пак и едното и другото? Видите, опозицијата албанска е свесна за поразот што го доби. Сега прета и бара некои решенија. Апелот да ги вика овие да ми се приклучат е на некој начин логичен. За среќа ми се чини таква можност не постои. Али од друга страна изгледа дека и самиот така наречен Европски фонд се распаѓа на некој начин, разбирате. Имаме Тачи, најави дека Тачи излегува од тој фронт. Тоа веќе е добар знак, разбирате, зашто тие се спремни на радикални чекори. Меѓутоа, за среќа, велам, сето тоа ќе биде строго контролирано од нивниот ментор, Соединените американски држави, кои во оваа дадена ситуација, кога имаме криза во Европа, војната во Украина, кога имаме криза сериозна длабока на Блискиот Исток, ново жариште не е потребно, така да мислам дека ќе бидат строго контролирано и нема да им дозволат да излезат надвор од некоја, да речам, повеќе риторика, отколку да направат вистински проблеми. А дека тие се спремни и дека би ги направиле во спротивно, тоа би го тврдам. Во средата, премиерот Мицковски заедно со директорот на Германската агенција за културни патувања РСД најавија дека почнувајќи од февруари следната година ќе донесат 35.000 гости во посета на Македонија и тоа од Германија, Франција, Велика Британија, кои пак спрема проценките на агенцијата, туристите ќе потрошеле околу 30 до 50 милиони евра. Како го оценувате овој потек на владата на Мицковски да го поддржи планот на Германската агенција во гранката на туризмот, која е дел од Министерството за култура и туризам? Тоа е одличен потек и одлична вест. Велам, Македонија има туристички можности и туристички капацитети и што повеќе туристи дојдат, тоа е во интерес на државата. И знаете, туризмот е најубавата стопанска гранка. Тоа е све со шетање, со задоволство, со убавини, разбирате, а носи приходи. Така да, велам, ние немаме море, али имаме сепак што да понудиме и на културен план, и на историски план, а и Охриди, езерата кои ги имаме, и планините кои ги имаме. Така да ова е одлична вест, супер што владата се ангажираше и го поддржа тој проект, исто како така што се прават промени во стимулирањето на странските авиокомпании да летаат према Македонија, да носат туристи, така да има нови промени на тој план кои се исклучително позитивни и веќе најавува дека ќе има десетина нови линии, така да, велам, има движења, позитивни движења, треба да се поздрават и, велам, оваа влада на некој начин ветува дека ќе ги исполни и ветувањата и дека ќе донесе нови содржини. Македонија беше домакин на министерски состанок за агендата на Европската Унија за Западен Балкан. Како го оценувате овој министерски состанок? Видите, Европската Унија продолжува со играњето на улога Божем ќе се проширува, а балканските земји и кандидати изиграваат дека ете тие вршат реформи, разбирате, све тоа привидно. Така да, велам, тоа се бюрократски настани кои не менуваат ништо. Тие, знаете, на меѓународната имате национална бюрократија и меѓународна бюрократија која во тие меѓународни организации. Целта на меѓународната бюрократија, на мултилатералата е што повеќе конференции, тоа што подалеку од местото на работење, сваѓате, јас таа конференција гледам во таа насока, сваѓате, да си прошетаат, да си земат дневници, да погостат малце, али дека од тоа нешто ново ќе излезе и дека ќе се забрза процесот на проширување на унијата, во тоа не верувам.
Уставобранителите кои ги одлежуваат неправилно донесените затворски драконски казни за случувањето од 27. април 2017 од самиот почеток се изјаснија дека не се виновни и дека не сакаат никакви помилувања, туку нивната невиност сакаат да ја докажат преку правично судење. Како ја оценувате информацијата дека следната недела ќе биде поднесена иницијатива за повторување на судењето, за кое нешто уставобранителите неправедно се осудени со драконски казни? Како ги оценувате и најавите дека има нови искази и докази, особено од старите сведоци кои ги промениле нивните искази, тврдејќи дека врз нив за време на правичните искази биле вршени огромни притисоци? Дај Боже тоа што поскоро да се случи, е наш национален и државен срам и цивилизацијски срам тоа што се направи со тие луѓе. Толку години чмаат во затвор, разбирате, а тоа е чист политички, срамен политички прогон, разбирате. Да ви кажам искрено, и мене душата ме боли кога ќе помислам на тие луѓе. Не знам, мене не ми е чиста совест, разбирате. Живееме тука, а знаеме дека некој чмае тамо, а зашто? Затоа што е патриот, затоа што се сака својата држава. Тоа е нешто недозволиво. Тоа е таков криминал, тоа е такво злосторство што нема и објаснување, нема зборови за тоа. Дај Боже што Бог се реши тоа, велам, мене ми е срам, лично се срам од тоа и душа ме боли. Комисијата за политички систем не го усвои извештајот за работата на Судскиот совет. Пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија наместо тоа побараа оставка од сите членови на тој совет. Исто како што побараа оставка и од членовите на Советот на јавни обвинители. Како го оценувате ваквиот чекор на оваа комисија пред се на пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата Твоја Македонија, но и на оправдувањата од страна на председателката на Судскиот совет Весна Дамева, дека неажурноста на судовите е поради немање доволно на кадар. Дозволете пред да го слушнеме вашиот став, да ги слушнеме изјавите на Дамева, Пренчов и Петрушевски. Ажурноста неспорно во судовите не е на посакуваното ниво, но за тоа не се виновни судиите, а ниту Судскиот совет. Имено, недостатокот на судии, кој што е алармантен, особено по периодот на донесените измени на Законот за работни односи, е една од сериозните причини со кои што значително се намали бројот на судии. Тој циркус им го приредивте на 2 милиона луѓе. Тој срам им го приредивте на 2 милиони луѓе. И се поставува прашањето, ако вие меѓу себе не се почитувате, како може да барате почит од било кој друг надвор од таа институција? Вие сте нивни представников дека и треба да им пренесете дека оставки треба да се дадат сите од прв до последен. Комплетно разрешување на членовите на Судскиот совет, тоа било мешање во судството, тоа било мешање во надлежностите, па тоа не требало да биде така и ние треба да трпиме полуписмени правници како Неџат Мемети, полуписмени правници политички инструирани од СДСМ и другари на тогашниот премиер како Лордета Ѓорѓевска да го оправат судскиот систем во Република Македонија. Повелете, господине Никовски. Пренчов беше одличен, разбирате, в лице им кажа се, и тоа ти очигледно немаат образ. Тоа објаснувањето дека немало доволно судии, тоа ќе значи дека може да доцнат пресудите. Меѓутоа, пресудите кај нас е апсолутно надвор од законот, разбирате, или не знам, нема врска со законот. Има толку злоупотреби, почнувајќи од овие што пред малку ги спомнавме, нашите патриоти што чмајат во затвори, разбирате. Така да, пред малку зборувавме да тоа на некој начин го елабориравме. Овај судски совет и овај совет на јавни обвинители, ако имаат трунка достоинство, треба уште денеска да поднесат оставка. Ако имаш ти 2% доверба, значи никој ти верува. Тоа е во она можна грешка, разбирате. Значи, такво нешто, тоа исто така како да те стават во тим да играш фудбал, а ти седнеш на игралиште, разбирате. Не трчаш, па ќе те изфрлат, разбирате. Велам, мора се најде решение, очигледно бара титно решение, власта бара и да се надеваме дека наскоро ќе дојде тоа. Иначе не им служи на чест на тие
луѓе кои седат тамо, кои не поднесуваат оставки. Не им служи на чест. Срам е. Так. Како го оценувате конфликтот помеѓу Иран и Израел кој екскалираше пред неколку дена? Дали овој конфликт ќе има посериозни последици за Балканот, особено врз безбедноста на Македонија и регионот? Со некакви, да речеме, терористички акти или сето тоа ќе заврши само со мигрантски кризи низ Европа? Треба ли председателката Гордана Силјановска Давкова во овој момент да го свика Советот за безбедност или се уште рано? Мислам дека директна закана за безбедност на Македонија нема. Тоа е исклучително сериозен случај. Тамо де факто се води една широка војна. Тоа не, веќе секому му е јасно и дека ескалацијата, дека проширувањето веќе не е во ничии раце. Тоа може секој момент на секој начин да се прошири и да земе богами крајно сериозни размери. Директно нашиот регион не е загрозен, нема потреба да ние реагираме на некој драматичен начин. Треба да се следат тие настани, треба да се води сметка, меѓутоа знаете, и да се води на најдалекиот исток војна, денешниот свет го на најширок начин се однесува на секого, бидејќи знаете, покај другото, ако слушаше едно, ако гледаше друго, ако ги гледаме сликите какви деструкции се прават, како гинат луѓе, разбирате, и во Газа и пошироко, човек не може да биде рамнодушен, човек не може да каже не ме интересира, сваќате. Ако слушаш нешто, читаш нешто и така, ама телевизијата и ова сликата е она најстрашното што може да се случи секому. Сериозно, крајно сериозно е тамо. Ништо не може да се предвиди како ќе се развија понатака. Очигледно и Соединените американски држави кои се тамо главен фактор немаат веќе влијание да малце пошироко да успеат пошироко во контрола на сето тоа што се случува тамо. А велам, знаете, и мала работа кој ќе трне во лоша насока може да направи големи бели. Верувам дека ќе остане во рамките на регионот тоа што се случува тамо, али последиците ќе бидат на еден друг начин за сите. Господине Никовски, претходно го начнавме ова. Како го оценувате излегувањето на Тачи од така наречената коалиција Европски фронт? Дали ова е почеток на напуштање на бородот на Дуј, кој очигледно тони? Па да се надеваме дека биде така. Знаете, нивната солидарност, нивната идентичност во дадени ставови и политики, цели, ако сакате, кои не се баш многу, не кореспондират многу со интересите на македонскиот народ, се многу силни, сваќате. И велам, оние прокламации, оние политики кои ги најавија од таа коалиција не се играчка. Те мора да загрижуваат. Ова ми се плашам дека е сепак поединечен чин на Тачи, али велам, дај Боже да тоа оди понатака и да таа една групација која е апсолутно негативна во однос на Македонија и развојот на нашата земја во целина, да се разбие на што поситни делови и дај Боже на следните избори, прво на локалните, а после тоа и на општите, да доживее еден поширок пораз. Меѓутоа, за жал, кај албанското население е проширен тој национализам, продлабочен тој национализам и албанското гласачко тело веќе реагира на еден начин кој е баш не многу компатибилен со оние заеднички интереси кои треба да ги градиме во рамките на Македонија. Венко Филипче, лидерот на згаснатата СДСМ, и понуди предлог на власта, преку кој предлог СДСМ бара да се свика затворена собраниска седница за да го презентираат нивниот план и стебни чекори во врска со евроинтеграцијските процеси. Како го оценувате ваквото барање на СДСМ и дали премиерот Христо Мицковски треба да прима предлози и сугестии од оние кои ја закопаа Македонија неколку дна испод дното? Видите, тој предлог не е добронамерен во суштината. Тој предлог сака да го скрене вниманието на јавноста, бара некакви поени за опозицијата, али во основата се работи за нешто што е заеднички интерес.
Не знам дали ќе биде Мицкоски спремен да ја одбие тој предлог, али велам, намерата, целта е негативна и неприфатлива, затоа што сето ова што го доживуваме сега, сите тие последици се резултат на нивните катастрофални и предавнички политики. Велам, јас немам јасен став дали јас би го одбил тоа или би го прифатил. Знаете, од една страна е добро да се разговара, добро да се дискутира, али ако е намерата добра, ако е позитивна, а ова нема позитивна намера, затоа што ако е намерата позитивна, треба да се бориме за излез од ситуацијата. Во ситуацијата не донесува тие нерани мајковци, разбирате. И се што тие ќе не ќе ваат државата од калта? Не може. Тие ќе само ќе ги реафирмираат своите досегашни политики кои беа катастрофални. Велам, во целина веројатно треба да се одбие. Немам јасен став околу тоа, али велам, кога некоја намера е негативна, таа не треба да се храни и да се поддржува. А во основата би било добро да можеме да седнеме и да се договориме. Али услови за договор нема, затоа што ставовите кои ги тие пласираат и сега кои ги реафирмираше нивниот нов шеф, разбирате, се апсолутно неприфатливи. Апсолутно неприфатливи. Тие тврдат дека вината е на власта, разбирате. А тие не донесуваат до ќорсокако. Тие ги уништија сите наши шанси, сите наши можности да напредуваме побрзо према Брисел. Велам, значи, еве, во рамките на ова дискусија и јас полека доаѓам до некој заклучок дека во суштината треба да се одбие. Обвинителството поднесе кривична пријава на градоначалникот на Карпош Стефче Јакимовски и на 5 негови соработници заради злоупотреба на службената положба. Како го оценувате ваквиот чекор на обвинителството и како гледате на обвинувањата, односно правдањата од страна на Јакимовски дека тоа било политичка хајка во пресрет на локалните избори, кои пак треба да се одржат на крајот на следната година? Видите, она што го кажа Стефче, дека тие се работи за тениски терени на хотелот Александар Палас, он тврди дека тоа све било легално, дека се тоа било со години терано и дека нема спорно. Ако е така, разбирате, прашање зашто дојдоа овие кривични пријави, али ако е така, па нека се излезе на суд и нека судот заклучи што е што, сваѓате. Така да, веројатно не може да претпоставам дека Министерството за внатрешни работи покренало кривични пријави туку така од измислени. И тие мора да имат некои аргументи, али кај нас, знаете, на тој план на тие легализации, нелегализации, тие дупови планови, да мислам, урбани планови и така натака, има толку криминал, има толку недоречености, толку, ако сакате, заврзлами, што веројатно никој не може да се снајде. Така да, најдобро нека судот види ако е кој е во право, али судот да биде, се разбира, овој пат да биде на линија и на ниво на своите одговорности и да донесе правилна пресуда. Ако веќе трнало, нека се расчисти на еден легален начин. Господин Никовски, во изминативе 2-3 децении, константна тема на разговор е членството на Македонија во Европската Унија, кое пак членство предолго е на маса и се уште не можеме да го видиме почетокот, а најмалку целта. Вие пред неколку дена објавивте една колумна на оваа тема. Ќе сакате ли на нашите гледачи и слушатели да им кажете нешто за содржината на оваа ваша колумна, особено во однос на евроинтегративниот пат на Македонија? И кога спека и македонскиот интегративен пат, Мицкоски пред некој ден рече дека неговата влада максимално ќе се ангажира за членство во ЕУ. Дали тоа треба да биде по секоја цена или треба да се избориме за нормални, легални и принципиелни услови и критериуми, како и за сите други земји, и дали се уште сте со став, вече исто така повторите неколку пати, дека Унијата уште долго време нема да се шири и на што ги заснувате ваквите ваши ставови? Видите, прво дека Унијата нема да се шири, сега доживаме повторно Макрон е главното и носител. Тој прво се избори, Франција е водечка сила, Германија после Меркел не е толку експонирана, не е толку, да речем, активна. Тој прво доведе до промена на преговарачката рамка, која се чита
новата преговарачка рамка, тие услови кои треба да исполнат кандидатите, ви станува јасно дека е скоро невозможно некој да стане да влезе во Унијата. Скоро невозможно. Само за еден пример ќе ви кажам, дека треба кандидатот да го постигне, да постигне ниво кое е компатибилно со економското ниво на земите членки. Земите членки имаат БДП по жител, значи бруто домашен производ по жител, има 35.000, а ние на Балканот имаме 6.000. Значи да бидат компатибилни треба да има 20.000. Да. 20.000 се постигнува за 30 години и прашање дека се постигне. Само тој фактор земете. Втора ја формира предпредно малце спомнавме Европска политичка заедница. Тоа е втора лига. Фон дер Лајен, премиерката на Европската унија, рече за кандидатите имаме вика 4 столба за да можат да напредуваат да може да напредуваат према Европската унија. Прво е вика ќе им се отвори Европската единствениот европски пазар, што е релативно позитивно, меѓутоа со ризици. Второ вика мора да соработуваат на локален план, значи во регионален план. Трето, мора да вршат реформи и четврто, ќе имат повеќе пари од фондовите. Веќе одвоија нели така 6 милиарди евра за овие 6 кандидати од Европската од Балканот. Значи тие де факто со тоа ти ставаат до знаење. Прво те ставаат во заедничкиот пазар, малце ти го отварат пошироко, а конкуренцијата може да те уништи, разбирате? Значи реформи да правиш, локална, регионална соработка и повеќе пари. Што друго? Значи, светова утрешни награди се, бидејќи нема главната награда. Така да, тоа е првиот факт. Второ, сега, све повеќе е јасно дека Европската унија мора да се реформира. Последните овие изјави на Макрон се дека ако не се направат суштински длабоки реформи, а тие може да траат и 20 години најмалци, и може никогаш да не се завршат, нема ништо друго, нема проширување. Така да, тоа е факт, разбирате. И како што рековме, Европската унија ќе претендира и ќе глуми дека сака проширување, а ние ако продолжиме да глумиме дека вршиме реформи, нема никаде да стигнеме. Реформите се наш интерес. Македонија мора сериозно да почне да се реформира на тој план, оно што е билатерално, што е наша задача. А нашето клучно прашање, ви прочитав преска од бугарскиот објаснувачки меморандум, тие нема да дозволат ние да влеземе во Унијата ако не го исполниме и духот на договорот за непријателство. Значи никогаш, разбирате. Значи ние прво мораме да чистиме со Бугарија. И ова всушност клучот и ова што бара социјалдемократите што бараат некако затворена седница на собранието околу тие прашања, разбирате, се однесува токму на тоа. Значи, ние да излеземе од кисока со Бугарија, пред малку рековме, малце го објаснивме, треба да излеземе, се повлечеме од вториот протокол. Чим се излечеме од вториот протокол со Бугарија, паѓа и преговарачката рамка, паѓа и ултиматумот за промена на уставот, и Македонија ќе може на еден нормален начин, како и сите други членки да напредува. Тоа, велам, не треба да се брза, бидејќи Унијата, ви тврдам, нема никого да прими последните 2-30 години. 20 години сигурно. Значи, утре да почне реформата на Унијата, рекоа дека не се реформира, нема услови за проширување. Значи, тоа е процес кој, велам, ќе трае и можеме никој нема да заврши. Господине Никовски, кога сме кај колумните, вие вчера објавивте една колумна посветена на борбата против корупцијата и криминалот и во неја давате сугестија дека во тој пакет може да влезе и владењето на правото со реформа на правосудскиот систем. Ќе сакате ли за нашите гледачи и слушатели да пренесете дел од она што го пишувате во оваа колумна? Видите, тоа не е моја тема, меѓутоа, бидејќи државата е соочена со броеден проблем моментално, тоа е криминалот и корупцијата. Ако тоа не се расчисти, нема брз напредок. Власта ми се чини малце доцниме, затоа што нема нова стратегија за борба против корупцијата и криминалот.
тако нешто нема и мислам тука власта малце доцни, бидејќи е преокупирана со реформата на правосудниот систем, каде најде на отпори, каде најде на пречки и тука решение нема. Самите велат дека сакаме да правиме, нели така, отпорот е широк, надворешен, натрешен, така натака. И во таа насока, мислам дека треба што похитно почна да се расчистува со криминалот и корупцијата што бил порано, разбирате, што е добар дел и што е важно, меѓутоа клучно е да се спречи за воиднина. А да се спречи за воиднина, треба веднаш се реагира, веднаш се почнат да се направи таа стратегија прво, да се направи листа на сите тие институции кај што има, и кај сите знаеме кај има криминална корупција, и после тоа се направат комисии, да владата одлучи дали со декрет, со некој упатство или било како, во сите институции кај што има криминал и корупција, да се формираат комисии за борба против криминалот и корупцијата. Знаете, и тоа една начело на институцијата, ако е институцијата голема со многу своји делови, разбирате, доди подалеку. Например, на Универзитетот Климент Охридски треба да има една комисија, зашто на образованието има една голема корупција, разбирате, и на секој факултет да има подкомисии. И тие да секој 3-6 месеци да поднесуваат извештај, меѓутоа да има и централен штаб, еден центар кај што тоа ќе се собира. И знаете, со самиот таков формирање тие комисии ќе падне може да 50% корупцијата и криминалот, бидејќи сите ќе видат, ќе сватат дека заврши хаосот, разбирате. Да, става го вади олзето. Дека веќе нема играчка, дека веќе се следи, дека се истражува, знаете. А во секоја институција ве тврдам, сите знаат кои се и чести, кои се корумпирани. Значи, организирате систем за борба кој ќе дава резултати. И тоа одма ќе се чувствува. Знаете, ако знаете дека има комисија, дека тоа го истражува, го следи, разбирате, нити ќе побарате, нити ќе понудите рушвет. Така да велам, тоа е една рак тема која не е моја, рак рана една која не е моја тема, али се мешав малце со некои сугестии, или, например, примерот Словенија, пред да влезе во Европската Унија, секоја седница на нивната влада, првиот сат го посветуваше на подготовки за членство. Првиот сат беше строго наменен за таа намена. Ние уште долго нема да влеземе во Унијата и тоа не може да не биде главна тема на владата, али може да биде тие првиот пола сат или сат да бидат посветени на борбата против корупцијата и криминалот. И да секој надлежен за тоа да реферира што направил, да каже кои се проблемите и да се направат заеднички задачи и планови за понатаму. Знаете, ако не организирате систем за борба, резултати нема да имаат. Во вашата колумна од 3 овој месец, покрај другото пишувате и за безобразниот, абсурден, безумен и тенденциозен ултиматум за промена на уставот. Зошто бугарските власти толку силно и жолчно по секоја цена сака да ги стават бугарите во македонскиот устав, особено оние на кои Бугарија им има издадено бугарски пасоши, а не толку на оние кои живеат во Македонија и се попишуваат како свестени бугари? Видите, прво тоа е бугарска будалштина. Вие може да имате 5 пасоши, али ви имате една националност. А тие сметаат дека ако тој што, да бидеме сега тука и директни, бугарите за да дадат пасош на македонец, тој мора да подпише дека е тој бугарин и татко му, дедо му биле бугари. Тоа е малце некоректно, тоа е срамно, тоа е криминал, разбирате, политички кој Брисел го толерира, очигледно не случајно, разбирате, и тие на таа карта играат, за да тие луѓе ги представат како бугари, а никој од нив, или 1% не се. Тие се македонци кои ги зема пасошите од чисто економски причини. Меѓутоа, велам, зашто тие ако беа бугари, зашто не гласаа на бугарските избори? Тие направија во 5 места во Македонија или 6 направија своји изборни комисии. 300 души гласа или 400, разбирате. На бугарските избори. Значи никој не се чувствува бугарин, ама тие на таа карта играат, разбирате, и ќе мафтат во Европа. А тоа велам, не е случајно што Европа тоа го толерира, мислам дека е напротив, тоа дека оние сценарија
долгорочни за Македонија, кои се од други центри во тоа го вклучуваат, разбирате? И зашто нас толку долго не примат во Унијата? Што повеќе бугари, македонци да земат бугарски пасоши, разбирате? Така да, тоа се игри, тоа се политики кои ние можеме не сме до крај свесни, кои се реализираат на дневна основа, разбирате? И еден ден кој се најдеме пред фактот дека, не знам, бугарите ќе бараат и министри да има нивни, и да има пратеници нивни по како што има на Косово, Србија и така натака, затоа што имаат 400 или 350 илјади бугари во државата, спрема издадените пасоши. Националноста е една, пасоши може да имате 5. Али тие велат дека тие сите се бугари, па имате и македонски пасоши. И живеат во Македонија. И гласат во Македонија. Значи немаат врска со Бугарија. Али велам, тоа се све измислици, тоа се све политики кои имаат апсолутно јасни цели, кои ние често пати ги превидуваме или се правиме дека не ги забележуваме, а после не удираат по глава. Пред да се одјавиме, господине Никовски, кога сме кај објавувањето на вашите колумни, да ги известиме нашите слушатели и гледачи дека вашите колумни сега ги објавувате и во Република.мк. На кои други места објавувате ваши колумни? Па видите, јас објавав долго во Плюс Инфо, не ми објави една колумна од неприфатливи причини, разбирате, и јас, ако тие не ми објавуваат, јас немам намера да продолжам, се префали во Република, тие до сега, тоа е почеток на соработка, 2 колумни имам објавено, од време имам сега скоро објавено во Нова Македонија една колумна, така да во принцип сега ќе биде најчесто во Здравје Боже во Република. Господине Никовски, ни беше чест и задоволство, како и секогаш, вашето гостување на Македонски корени. Ви благодариме за исцрпното интервју. Имајте си убав викенд таму кај што сте. Имајте си убав помин со тие што ве дружат. Да ве оставиме со желба за повторна радиосредба на Македонски корени. Пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. Задоволството беше мое, секогаш ми е чест кога сум кај вас гостини, кога на некој начин комуницираме со нашите во диаспората. Знаете, ние повеќе луѓе имаме кои живеат во странство, во нашите соседни земји, колку во самата Македонија, и таа однос, таа релација е клучна по многу што, и јас сум свесен дека нашите луѓе во диаспората се поголеми патриоти од нас, иако сите си ја сакаме Македонија. Македонија ќе успее. Нема да биде лесно, сега тргна една позитивна клима, една позитивна насока, една позитивно уверување дека ќе одиме во прав правец, разбирате, и Македонија ќе успее. Така да сите заедно сплотени ќе успееме. Поздрав за сите и нека ни е Македонија вечна. Ви благодариме уште еднаш, господин Никовски, а се надеваме дека до крајот на годината или на крајот на годината да имам уште едно интервју да ја завршиме оваа година. Господ здравје, нека ви дава и уште едно, поздравете ги доматините и нека ни извинат ако им го закаснивме ручекот. Ова интервју беше малку подолго. Поздрав на сите, се најубаво. Секој е добро.